Јас предавам фармацевтска технологија и ова што го прва се технологија на биополимери, некако ми се спојуваат тие две гранки. Работам во Институт за фармација под медицински факултет или клинички центар во Салцбург. Сега кога го правевме интервјуто, бидејќи сум јас првичен инженер, јас прашав дали сметате дека конкретно инженер ви е потребен, меѓутоа кога влегавме во лабораторија кај што има биолоджи практис, да речам, 2, кај што ние ја немаме од прилика во лабораториите, не ми беше толку чудно, меѓутоа беше малку поразлично средината да работиш со клетки од пациенти. Не секој може да дојде до тие клетки од пациенти, проектот уште трае. Јас ги добив клетките, прво имаме baby cells на матични клетки, па baby cells се размножуваат, се ставаат на подлоги, со одредени, да речам, перформанси, каде што има и злато на подлогите. Сите истражувања што ги правиме ин виво ги се пренесуваат во клиничкиот центар на пациенти, бидејќи пациентите сакаат еден вид на алтернативна терапија. Сега се работеше терапија споредба на класичните цитостатици со цитостатици добиени алтернативни од билки. Значи, синтетизирани, готови добиени примероци, ги аплицирав и правев споредба. Резултатите се 98% синергизам меѓу мојата терапија и терапијата што веќе се користи. Што значи дека правевте слична терапија на постоечката од други извори? Да, и се проверуваше колку клетките ќе опстанат при хранење, колку шаржи ќе опстанат, се емитираше човековото тело, значи и температура, и услови, храна, и све што внесуваме ние, колку цитостатиците делуваат, и колку новиот, да речеме, лек ќе делува, кој што е на билна база. Буквално синтетизирана компонента од билки, за која што не смеам да дискутирам, меѓутоа постои таква, да речем, билка, тоа не е нешто чудно да се експериментира, да се пробува, бидејќи треба нели најголемото достигнување на секогаш ние го замислуваме на медицината е дека ќе се најде лек за неизлечивите болести, така што тоа е фитофармација, фармакогнозија и слично кај што се користат билките, секогаш се откако постои човекот се користели се хранел со билки. Сега не правиме ние нешто што не е смислено, буквално само се проверува и да речеме некој си вид на компонента, некој екстракт како ќе делува и споредуваме. Кога ќе добиеме висок степен на синергизам, 98% замена, тоа е веќе некој голем отскочена даска, да речем, за некој. Испитувањето беше правено само на тироида канцер или канцер на тој дел од организмот, меѓутоа има доста, да речем, диагнози како што лековите не можат да бидат достапни во некои делови од мозокот и слично, каде што ако пред некое време зрачавме храна на томографија, она што се буквално одиме ние да се снимаме на компјутерска томографија, се гледаше дали ќе остане и колку ќе остане зрачена храната, па се ставаше цитостатик на карбона на туби и на носачи. Сега буквално се оди директно на целен носач каде што ќе влезе и ќе ова беше по да речам канцер кој што се лечи до некој степен, меѓутоа треба да се преслика и реплицира целото истражување на другите видови. Тоа е целта. Стигнати сме до некаде, колегите во Австрија, во Салцбург, на универзитетот продолжуваат со работа и со други, вакво беше голема шанса и голема одговорност и задоволство мое да се работи со таква екипа, иако сум инженер, пресметките ги правев на друг начин, па дојдовме до заеднички некои, да речам, позитивни резултати.